Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи – земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добро вечер, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве повторно заедно после една недела, после една турбулентна недела во која анализиравме една општествена ситуација поврзана со најновите дистрибуирања на властени представници во парламентот преку партиите на Македонија. И еве денеска, значи 12.2016 лето Божје, конечно имаме некои сознанија, нели? Иако се уште ДИК не излегува со конечни резултати, поготово не со број на пратеници. Слушнавме дека и некои персони од Калето се тамо да бројат, нешто слично што се случуваше и во Србија, дипломати да идат по гласачки места, но тоа не е ни важно. Во овој момент важно е дека се случи едно големо изненадување кое едноставно не беше предвидено од многу луѓе кои професионално и експертски се бават со анализирање на политичките состојби. Мене ми е чудно како тоа некои навистина професионални фирми или агенции за правење анкети и сондажи кои до сега секогаш погодува, одеднаш промашија и тоа доста. Тука треба да се бара некаков тип на причина зашто е тоа така, но има време. Едноставно сега треба да се смири, нели, површината на морето, на водата, да се промедитира, а потоа одговорите ќе почнат да доваѓаат сами од себе при една длабока контемплација на сите овие феномени што се случија. Во секој случај едно скоро шокантно изненадување, би рекол, тешко беше да се предпостави дека при таква излезност ќе има вакви резултати, но посвестум веќе ја гледаме целата конспирација која се случила на ова ниво. И не само конспирација, туку една психоигра, би рекол, која вештите стручни лица од нели, хегемонот најмен за овие работи едноставно направиле една извонредна карта, еден психолошки профил, би рекол, на оној безбоен македонец, оној македонец кој навистина секогаш е спремен да ја продае верата за вечерата и да биде дел од таа голема кодошка алијанса која веќе се накоти и достигна огромна бројка. Дали се работи за болест или за очај, за разочараност или за бес, тоа ќе видиме. Сега кога веќе им се пружа шанса нивните пулени да зацарат со власта во Македонија, ако тоа нели биде по волја на меѓународниот фактор и ако успее да ги стави во една вреќа албанските партии заедно со СДСМ, која исто така стана албанска партија поради веројатно помеѓу 70 и 100.000 албански гласови кои влегоа во неа, а тоа се отприлика 8 пратеници што албанскиот сектор политички ги изгуби при овие избори. Значи не е само еден, да речем условно кажано, губитник ВМРО во смисол на таа пирова победа што ја извојува со 16.000 гласа, а сега гледаме дека се обидува, нели, компетентниот фактор да посредува при овие последни утаночувања што се вршат во ДИК, па затоа и нема резултати, нели? It's not over until it's over, што би рекол Лени Кравец. Туку сето тоа некако влезе во еден надреален штимунг, во нешто што навистина знае да шокира, но човек исто брзо се прибира поради тоа што ги знае на некој начин сите тие констелации
на кои не сметаше, но тие се случија затоа што едноставно има потенција да се случат. Мотивот беше јак, 10 години немање власт на опозицијата се доведоа себе си во позиција да дејствуваат во согласно со онаа максима дека целта ги оправдува средствата, а средствата беа прилично аморални, со тие средства дејствува по владеачкиот естаблишмент цели 2,5 години, правејќи хавари на секој можен начин. Може да се каже дека тука за мир у куќа едноставно владеачката елита се повлекуваше чекор по чекор наназад и може би даде еден импресум на дефетизам, на немоќ може би на некој начин, но од друга страна според нив, може би ако се размисли малце подлабоко, секоја реакција може би по промптна, по-агресивна, да речеме, или по-статична на некој начин, по-доследна, може би резултирала со некакви конфликти внатрешни кои би ескалирале и на кои крајот не би им се видел, па така хаосот би бил многу по-близок отколку вака. Сега да видиме што ќе се случува во следните денови, следните месеци, како ќе се состави оваа влада, дали како што обично тоа се прави, победникот во македонскиот политички кампус ќе влезе во коалиција со победникот во албанскиот политички кампус, а сепак ВМРО победи и ДУИ победи и покрај тоа што им беа одземени одредени броеви на гласачи на кои сметаа. Исто така еден индикативен момент е всушност тоа што 90% од неважечките листчиња припаѓале на ВМРО ДПМН. И тоа може да се инсценира со некакво скришно прекршување или оставање трага. Како и да е, тука не може да се бара може би причината за поразот, но може да се најде одредена интенција. А кога ќе најдеме интенцијата која ја познаваме долго време, можеме по некој принцип на дедукција да дојдеме до одредени факти кои ќе укажат на целата слика, нели? Ќе видиме целата конспирација во сите сегменти и ќе можеме да просудиме што се случило. Но веројатно дека тука се случиле две круцијални работи кои се секако во аранжман на хегемонот, нели, на еден представник на најмоćната доскоро, нели, ќе видиме дали така ќе биде, држава во светот кој направи се за да ги поремети односите политички и политичката хармонија во Македонија, фаворизирајќи ги послабите за сметка на појаките и правајќи баланси. А да не заборавиме дека во Турција направи одреден хаос, не само тој, тоа сигурно биле огромни тимови што работеле на пучот против Ердоган, но ете се повлече тука за да продолжи со тоа дејание и тоа го прави. Но пред да влеземе во една анализа која би ја направиле во вториот дел од ова обраќање, би сакал прво да ги илустрирам самите состојби во кои сето тоа се случи. Секако како легалист и доследен почитувач на правото и уставот на Република Македонија, дека неам никаква намера сега јас или на било кој начин да протестирам, да скокам, да падавичарам, да фрлам кондоми пуни со боја по фасадите или да правам било какви ексцеси, да ги кршиме џамовите на нивните штабови или да малтретираме нивни симпатизери и представници, но би можел на некој начин да ги портретирам, нели, нивните карактери, нивното дејание, па ако сакате конечно да влезам и во анализа на нивните гревови. Како и да е, се случи тоа што се случи, ја на некој начин им честитам на СДС на овој успех да се дигнат, што се вика, од мртви и од 270.000 гласови на минатите избори да рипнат со 160.000 гласови нагоре.
и опасно да ја загрозат позицијата на ВМРО и на ДУИ конечно, меѓутоа се уште тие претрпеа пораз и тоа мора да се признае. Кога два тима играат, да речеме, фудбал, може резултатот понекогаш да иде во некои висини и да биде, да речеме, 9:10 голови. Некоја истоштителна, сулуда утакмица со многу голови, но конечно тој што ќе даде еден повеќе го добива мечот. Исто и во кошарката, например, таму се игра во огромни броеви. Резултатите понекогаш идат некај 120-130 во NBA, например. И доволно е со еден кош да го победите противникот за да бидете легитимен победник, а радоста да нема крај, нели, при доделување на пехарот или чисто од самата победа како некаква абстрактна причина за радост. Исто така во ракометот како спорт, нели, каде што се даваат по 30-40 гола, доволно еден гол да се даде повеќе и да победите. Но не тука, дури и кога ВМРО имаше 30 пратеника повеќе или повеќе од тоа, никако не се признаваше тој пораз нивни, а сега бараат да бидат уважени со сите девијации и дубиози што беа направени на овие избори. Но како и да е, нели, за мир во куќа по кој знае кој пат, без некоја анализа посебна, ете, да не им ја намалуваме еуфоријата, редно е да се израдуваат и тие малку, зашто беа фрустрирани цели 10 години. ВМРО им даде 5 предвремени избори на парламентарно ниво. Тоа е навистина нешто што е феномен сам по себе. Ако кod тоа квантифицирате во години дека секој мандат носи по 4 години, а некои беа по година и пол или 2 само, тогаш ќе добиете бројка од цели 20 години владење, кои едноставно се редуцирани на само 10 години владење. Тоа и во најсуровото владење на СДСМ не беше направено, поточно го фураа мандатот до крај, од првиот ден до последен ден, иако направија хаварија. И тоа што се случи во минатото овој пат не беше предупредување или сигнал за масите да гласаат на еден начин кој дава предност на верата пред вечерата, но предпоставам дека некаде околу 100.000 македонци, а некои викаат дека сите тие, да речеме ако има некои 100.000 албанци, тогаш имат скоро 300 и нешто илјади, 330.000 македонци кои гласале за вечерата наместо за верата. Значи гласале за да го напунат стомакот, а не на својата душа и духот да го вознесат на некои виши нивоа. Не верувам дека тоа се некои страдни, гладни луѓе, туку едноставно само поамбициозни да го подкренат малце својот општествен и финансиски ниво. Но поразително е да се види колкав број луѓе може да партиципираат во нешто што е навистина срамно по националните интереси. Да речеме да се гласа за една партија која направи безброј дубиози и криминали и која ги продаде на националните интереси, која сега настапи како обичен вашарски некаков продавач или некаков импресарио. Тоа е навистина погубно. Не е погубно тоа што ВМРО извојува некаква пирова победа, не ги достигна тие 63 пратеника и сега може да се случи, например, другата страна да формира влада, нели, по директива на тој што господари со калето, а кој наскоро ќе си оди и ќе се соочи со многу тешка карма која ќе дојде во неговата родна татковина, каде што го чека сосема променето милје, а може би и револуција, може би и граѓанска војна, ќе видиме за тоа, но секој го добива тоа што го заслужил. Во секој случај, ова што се случи, да се продаде верата за вечера и референдумот да се свати како помама по 30.000 денари просечна плата, а не како зачувување на унитарноста на Македонија,
дава многу одговори и збори доста лошо за дел од нашиот народ. Може би, враќајќи ме во историјата, сега сваќам зашто последни на Балканот сме создале држава. Веројатно тоа е ради тој предавнички ген кој е доста присутен кај македонската популација. Тоа отсуство на идентитет, таа изгубеност, баш кај некоја ригидност, не сака ни да се потруди да свати кој е, од кај доаѓа и каде оди, туку едноставно сака само да го напуни стомакот и да има уште неколку реализирани страсти и тоа е за него исполнет живот. Но тоа не е така и тоа секако ќе се удри од глава на сите тие поклоници на златното теле кои му дадоа предност на материјалното над духовното и сега, веројатно, доколку биде заштрафена новата влада, тој чуден Франкенштајн од неколку албански партии, СДСМ како исто поалбанчена партија, кои ќе треба да избоксуваат воспоставување на двојазичност во Македонија, федерализација, па и кантонизација, потоа и сецесија, веројатно немаат ни свест за сето тоа. Тие едноставно ќе продолжат да живеат како некакви полноглавци, како некакви инсекти, нели, преживувајќи го денот и одејќи така во иднината ден за ден со најосновните екзистенционални потреби. Секако дека не можам да ги обвинам затоа што толку им е капацитетот. Евреите таквите луѓе ги вика гоими, тоа се луѓе помеѓу животни и луѓе, значи нешто што никогаш не може да ги надмине страстите, туку секогаш делува на еден анимален и бесловесен план со животинско его. Дури и кај животното ќе најдете често пати една благодарност, но тешко во случајот. Како и да е, тоа е нашата реалност во моментот. Ние едноставно мора да го прифатиме ова како Божја волја, да ги бараме грешките во самите нас, поточно тие што го организираа сото тоа, а има многу грешки, мора да се признае, но тоа дури на крајот се сумира кога битката е готова, а како што знаеме сите генерали после битка се најумни. Или тогаш им доаѓа умот, нели, ако за време на битката го немале, бидејќи биле опфатени од еден хаос и параноја, па не можеле, нели, да се концентрираат и да го конципираат планот кој би водел во победа. Во секој случај, ово сурово будење, овој rude awakening, добар момент за да се преиспитаат нештата. Понекогаш така размислувам во манирот на Насрадин Оџа или на некој мудрец, нели, на некој гуру, кој би рекол дека секое зло е за добро и дека едноставно низ преиспитување, кога ќе влеземе во некоја неволја, ние и најмногу учиме. Тогаш ни доаѓаат сите слики и сите грешки на ум и тогаш ние успеваме фактички да дојдеме до она што е вистината за нас самите и за светот околу нас. А тоа се случува right now. Квинтесенција со Ацо Станковски. А сега да се впуштиме во една анализа, структурална анализа на тоа што се случи вчера на изборите како последна консеквенца на еден процес кој требаше, нели, да ги придобие срцата и умовите на граѓаните. Можам да кажам дека еден доблесен човек секогаш треба низ интроспекција и соочувајќи се со себе си да ги бара грешките кај себе. Но тоа не може да биде целата вистина, затоа што секој човек интерактира со околината и со други личности и на тој начин се доаѓа до некакви резултати кои некогаш може да бидат и грешни, а некогаш и катастрофални, некогаш секако и полезни. Но во случајот ќе ги анализираме оние грешки што се случија визави она што требаше да биде придобивање на масата гласачи. Вчера се случи чуден феномен. Владеачката партија повикуваше на референдум и имаше навистина скоро референдумско, ако не и референдумско во некои гласачки места,
референдумско излегување, но тоа за жал не беше во смерот на очекувањата на владеачката партија и нивната пропаганда, туку едноставно беше наспроти, што беше шок на некој начин. Другиот дел, нели, тоа со албанските гласови, гледаме како тоа се одрази во однос на албанските партии кои изгубија многу пратеници. Вчера го видовме исказот на Али Ахмети, кој навистина беше разочаран и на некој начин искажа едно незадоволство од тоа што се случи во смисол на албанската кауза во Македонија, зашто кај него се изгубени 7 или 8 пратеници. Од друга страна пак гласноговорникот на ДПА исто се пожали на купување на гласови. Во секој случај на акаунтот на СДСМ завршија многу албански гласови. Се предпоставува дека негде околу 60 до 100.000 гласа, што е далеку над оние 6% што професорот Фрчковски ги најави како можност за добивање од албанскиот национален корпус во Македонија. Тоа сигурно се можеби повеќе од 30% гласови, па и повеќе можеби од она што е на теренот, што навистина шокира. Многу луѓе зборат за десетици, ако не и стотици автобуси кои дошле од Косово, тоа се сите оние луѓе кои имаат македонски државјанства. Но и покрај сето тоа останува онаа енигма за оние 100.000 гласови кои фактички ги доби партијата на Заев, а кои требаше да бидат референдумски гласови за сочувување на унитарноста на Македонија. Како прво би рекол дека она што се случи со кампањата на ВМРО на прв поглед е самото промашување на кроматскиот контекст. Значи на самата боја. Вие ќе речете што е тоа боја, мислам и одма би го цитирале Мао Цетунг или Конфуци, кој вика не е битно дали мачката е бела или црна, важно е да лови глувци. Но во случајов не е така, затоа што мора да има расположение. Обично партиите имаат еден кроматски идентитет, значи како што например во Америка републиканците се црвени, а демократите се сини. Така и овдека, нели, исто така левицата, тоа е СДСМ, представниците на тој корпус, иако би требало да се црвени, тие се сини. Но тоа е веќе една традиција, тоа е веројатно оној момент кога бегале да не бидат идентифицирани како наследници на комунистичката партија, па да немаат реперкусии од новиот зацарен хегемон во регионот, а тоа е USA, ја смениле војата во сина за да бидат полиберални, нели, помеки. Но црвеното останало негде длабоко и сега изби во овој револуционерен или псевдореволуционерен занес кој се случи. Но всушност не се работи толку за револуција, колку што се работи за една доста интересна математика која треба да се анализира. Во секој случај тоа ставање на една испрана сина боја едноставно ги збуни гледачите и на подсвесно ниво ги оневозможи да имаат цврста, силна, подсвесна идентификација со каузата за која би требале да се определат или во име на која действуваат. Така што се случи еден оксиморон, би рекол, нели, хералдиката на ВМРО врз некоја сина површина, па му дојде како СДСМ ВМРО. Како некоја, би рекол, ни риба, ни девојка ситуација која на длабински, значи подсвесен начин веќе го тера гласачот во една конфузија. Потоа, нели, страотната пропаганда од другата страна и веројатно исто така слаба работа на терен во смисол добивање на информации што се случува и што тоа луѓето сакаат. Но видовме од друга страна дека и самиот, нели, председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски беше на терен овие 2 години, често пати се среќаваше со луѓето, да се сетиме на Шипковица, да се сетиме на сите оние турнеи.
по селата, сите оние нели патишта и сите тие инфраструктурни проекти кои нели ги се заложуваше што побрзо и подобро да се направат. Но исто така мора да се признае дека ВМРО е на добро салдо, на едно просечно салдо, тоа не е референдумско салдо, но едно за него стабилно, нели, гласачко тело од 450.000 до 500.000 луѓе, овој пат 452.000 се добар скор, но да речеме би бил добар скор на некои локални избори или некои не така битни избори, но овде се одлучуваше токму за иднината на државата, за незината структура и како таа ќе биде поставена во иднина. Дали тоа ќе биде една федерација која ќе генерира и понатамошни тензии и можност за сесесија, што само по себе е веќе вовед во некаква војна, граѓанска војна, или некоја локална војна, па може би и регионална, ако тоа сето ескалира. Од другата страна пак да се случеше тоа што требаше да се случи, значи да победеше на референдумски начин со 63 пратеници ВМРО ДПМН, тогаш секако за 4 години ќе беше одложена оваа ситуација и ќе се чекаше каква ќе биде констелацијата во светот на ниво на големите сили. Од друга пак страна го имаме СДСМ кој изнесе маса ветувања, бомбастични ветувања, кои народот ги проголта, нели, како плен дудинка. Тоа беа оние ветувања како, да речеме, 500 евра плата, 30.000 денари. Тоа на некој начин јас го поврзувам со оние 30 сребреници на Јуда, кој го беше предал Христа, нели, символично за 30 сребреници, тие 30.000 денари. И тука го гледаме битието на предавството, тука гледаме што е всушност предавникот, дека тој всушност не е никаков конспиратор, туку само еден очајник на кој му требаат пари за да може да преживее. Всушност едно животинче кое на секој начин сака да преживее, па по цена дури и на неморалност, дури и да го предаде својот род и да го уништи. Да го уништи сето она што го чини него космичко битие. Е тука залогот е страшен. Затоа сите тие предавници веќе си направија страотна карма. Значи се проколнаа себе си на пекол поради тоа што го направија за пари и за некаква материјална добит. Но допрва ќе следува тоа соочување кармичко кој ќе биде мачно и тешко. Во секој случај испадна дека преку 350.000 се предавници во Македонија. Тоа едноставно требаше на некој начин да биде осуетено, тој обид на Заев, нели, за дил со албанските структури, пред се со екстремните структури и да се направи известно одстапка од тоа, да му се покаже дека греши, дека не може така да се води политика, дека не може на грбот на националните интереси на македонскиот народ и сите граѓани на Македонија да се водат такви политики со цел да се добие власт, макар за еден ден, што би рекол Дейвид Боуи, just for one day. Но се дојде до власт ќе биде не баш така лесно, дури и за Заев, затоа што и покрај тие ветувања, нели, од 500 евра месечно примање, па 500 евра повраток од ДДВ, па ќе идете на одмор, со тие 500 евра, па потоа најниски, нели, стапки на финансирање на социјалните случаи да бидат 12.000 денари, што е повисоко од загарантирана најниска плата во Македонија, дури кај некои текстилни работници и така натака, тоа е уште по-ниско, нели? Такви се капацитетите на државата. Исто така најмала плата 16.000. Тоа е све во зоната на science fiction во однос на оваа економија. Но предпоставам дека доволно ќе им биде неколку месеци да го уништат системот и да исшмукаат све што може да се исшмука од државата, а потоа ќе видат што и како, па дури и да ги изгубат наредните, ќе бидат сейфнати за следните 100 години и нема да му ја мислат многу. Тоа го правеа веќе неколку гарнитури на СДСМ и не гледам причина зашто и оваа да не го направи тоа.
Во секој случај, доколку се уште не ги знаеме резултатите, нели, Чичаковски или како ли се вика тој створ молчи и во своето дувло тамо се набутал господинот Бејли и прават некакви конспирации, броења, се со цел да ВМРО биде некаде пата со СДСМ да може да направи влада. И покрај тоа што нели 90% од неважечките лишчиња се токму на ВМРО, ДПМН, значи на сите нивоа се обидеа да едноставно спречат окрупнување на позицијата, тоест на ВМРО, тоест на референдумскиот избор на луѓето од Македонија. Но мислам дека најголем проблем сепак во сите овие избори не се ни албанските гласови кои се купени или по наредба, по директива од Кале или од Приштина, не е битно, и од Бонстил, како и да сакате, се имплементираа во системот. Туку најголем проблем е всушност оној македонски дел кој падна на прилично ефтини финти, прилично бомбастични, ирационални, иреални ситуации, со што покажа дека е многу плиткоумен и дека е многу алчен. Но тоа е таа карма, тоа е таа судбина која сега ќе треба да се гнете. Ќе видиме дали Заев ќе испорача двојазичност на албанскиот фактор, ќе видиме дали Заев ќе им даде 500 евра просечна плата, ќе видиме дали Заев ќе направи најмалата плата 16.000 денари и ќе видиме дали социјалната помош ќе биде доведена до ниво на 12.000 денари. И маса други работи, како што, например, воведување повторно на ефтина струја, дали тоа ќе го издила со ЕВН и колкави субвенции ќе треба да плати на нивната омилена фирма, нели, бомбона бизнисот. Потоа да видиме дали ќе може без радиодифузна такса, ќе видиме дали ќе може да ги укине институтот на извршителите, кој исто така го разочара делум на македонскиот народ, па затоа на некој начин се сврте против оваа власт. И маса други причини за кои тој даде ветување и ќе видиме дали тоа воопшто ќе се оствари или ќе биде само празно ветување, а битно е да се има авантурата со буџетот, нели? Како што видовме во сите бивши примери. Но светот е мал и нема каде да се бега, сега тој е ставен во една мала кутија од која мора да испорачува огромни габарити на неговите ветувања кои се фактички неостварливи. Доколку тие направат влада, нели, под диригентската плалка на диригентот Бејли, тогаш секако дека ќе се очекуваат овие ветувања да бидат извршени на сите нивоа, а доколку не, тогаш следува нова игра, нели, која може да биде многу интересна. Доколку, например, разочараниот Али Ахмети, кој изгуби навистина скоро пола од своите пратеници и навистина го ставија у језива позиција, една од жртвите, нели, и тој и Тачи за сметка на овие нови ньюкамерси, е тоа што ако, например, реши да направи влада со господин Груевски, со ВМРО ДПМН, тогаш тоа може да биде некоја прилично фрагилна влада, но да се држи некако до некои подобри времиња. А кои би биле тие подобри времиња? Тие подобри времиња секако би биле времињата кога ќе отиде, кога ќе биде разрешена должноста господинот Бејли, кога американската дипломатија ќе го смени ставот, како што најави господинот Доналд Трамп. И кога Трамп и неговата администрација консеквентно ќе се справат со псевдоподиите и инфлуенците на Сорос, организацијата. Тогаш ќе дојдат подобри времиња и тоа што сега Бејли го правеше сите овие години за СДСМ, тоа новиот амбасадор ќе го прави за ВМРО и неговиот коалиционен партнер. Доколку има траст, нели, сега е време да се направи некоја доверба помеѓу ДУИ и ВМРО. Они се веќе 10 години, колку 8 години во коалиција, доколку
го направат тоа, тогаш ќе бидат солидни партнери во владењето со македонскиот политички простор, но ако тоа не се случи, тогаш секако ќе чекаме да видиме што ќе дојде од небесата, зашто друг начин нема. Ние видовме колку е македонската држава чувствителна и фрагилна на ударите и сугестиите на меѓународниот хегемон број 1, така што не треба да правиме илузии дека спаѓаме во ресорот од некои 150 банана држави на планетата кои имаат судбина да слушаат и да извршуваат. Во секој случај, новиот амбасадор што ќе дојде од администрацијата на Трамп и од новиот State Department не е некој што се бори чисто за атер на интересите на ВМРО и на ДУИ доколку бидат у влада, туку се бори против својот природен најголем непријател, а тоа се неолибералите и самиот Сорос. Квинтесенција со Ацо Станковски. Древните мудреци велат дека по утрото денот се познава и навистина и вчерашниот ден некако, иако беше сончев и убав, сепак беше на некој начин исполнет со една суптилна морбидност. Тоа секако потекна од веста која дојде во раните утрински часови дека всушност нашиот најголем естраден уметник Есма Реджепова починала после кратка болест. Таа вест некако беше засенета од помамата политичка од изборите и како да не беше укажана доволно длабока чест. Во секој случај тоа се случи на некој начин инцидентно и не може никој да биде обвинет за таа ситуација, затоа што целата држава се наоѓаше во еден грч, во еден хаос, во, би рекол, една ситуација на голема пореметеност, што на крај се покажа на изборите. Инаку Есма беше еден виден представник на ВМРО, токму во незината куќа на Кале беше еден од штабовите на ВМРО. Така што кога таа вест дојде, некако низ етерот пројде таа морничава ситуација дека еве сега ќе се деси нешто лошо, да речеме, не пораз, туку една пирова победа со мал број на пратеници и едно шокантно изненадување од страна на опозицијата, за која никој не очекуваше после сите тие политики на крајна аморалност, на подметнување и на субверзија, толку многу луѓе да излезат да гласаат. Што ги привлече? Дали повикот на линч, на врхушката на ВМРО или тие 30.000 сребреници, тие 30.000 денари, нели тие 30 сребреници кои им заиграа умот како чудни кристални џамли, кои им го свртеа паметот, тие како леминзи излегоа да го остварат сето тоа гласајки за господинот Заев, кој е еден голем Минхаузен, така кој цело време лаже, секој негов нареден истап е лага. Но ете очајникот, нели, тој што нема многу во душата и во умот и во духот, секогаш се лепи за шарените перли, што би рекол Херман Хесе, и влегува во аранжмани кои се пеколни. Тоа ќе се случи. Сега следува тоа што треба да следува. Сега следува проектот доколку ВМРО и ДУИ не направат влада, значи на федерализација на двојазичност. Сите тие леминзи мислеа дека од кисела вода и од аеродром и од други места кои поитаа, нели, да го соборат така наречениот режим, кои влегоа во стапицата на Заев, во неговата ментална стапица, пред се во онаа на горе споменатиот Устабашија, дека ќе потече мед и млеко, нели, по улиците на Скопје и дека ќе дојде благосостојба во нивните домови. Но тоа нема никако да биде. Ја мислам дека дури и тоа што го имаат ќе го загубат. Па ќе бидат очајни и ќе ги кинат своите одори од бес и тага и морничавост.
Но сега е све готово, сега веќе испратени се сите подписи, значи дојде нечастивиот, му се подпиша и сега веќе ги има нивните подписи for good or for bad. Во секој случај, таков е животот, тој цело време нуди некакви чудни изненадувања, понекогаш и шокови, па и констернации, но едноставно тоа е тоа, ние го добивме тоа што го заслуживме според Божјата волја. И сега треба тоа сето да се прифати и да се види што може да се направи понатака, секако со полн респект, без оглед на мизерноста и подмолноста на кампањата, на лажните ветувања, сите инсинуации и клевети. Сепак еве го прифаќаме тоа што го направи СДСМ. За мене лично се работи за едно големо предавство и конспирација, може би и фалсификат, тоа треба да се испита се уште. Ништо не тврдам, све е во зоните на спекулацијата. Деновите што идат и месеците што идат ќе покажат вистинската вредност на оваа реалност. До тогаш треба да бидеме умни, мирни и трпеливи, но со отворен ум и спремни за секакви соочувања. Ова беше квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Ацо Станковски. Денеска со мене беа брилјантните рицари, овој пат нели после пировата победа, Дине Вучков и Даливор Зафировски. Денеска е 12.2016 лето Божје. Ве поздравувам и ви посакувам стабилни, мирни и просперитетни денови, драги слушатели. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.